Представници на Собранието на Сдруженијето на пензионери Куманово и делегати обвинија дека актуелниот председател Благе Акимовски сам без гласање, како што налага статутот, донел одлука за зголемување на надоместоци за себе под председателот и секретарот. Според нив раководството се повикало на непостоечка одлука која била укината од 2016 година на седница на Собранието и тој немал право на вакво нешто. Дополнително велат лицата 2 години добиле средства, односно по 1000 денари за присуство на седница на собрание, иако тоа не им следувало. Зголемувањето на надоместоци на председателот било од 12.000 на 14, на подпредседателот од 11 на 12 и на секретарот од 10 на 12 денари, 1000 денари. Но освен ова повреда на статутот, направена е и уште една од страна на спомнатите раководство, ним им се исплаќа и надоместоци за присуство на седници, иако и тоа е незаконито. Раководството е должно според статут да присуствува на седници, а не да зима надоместоци. Тие сами, без одлука на собрание, си зимале за една седница 1000 денари. Ние случајно откривме, бидејќи си има список, сега на последната седница не зедо 1000 денари, затоа што разбра дека ние почнавме да се буниме и затоа немаме увид колку пари треба да се оформи. Имаме надзорен одбор кој што врши контрола на материјално-финансиско работење и тој треба да пресмета колку пари. Имаме економисти во тој надзорен одбор и тие мислат дека со овие 60.000 денари си го испрале срамот. Воопшто тие пари не се ништо. Дури самиот председател кажа на седницата, тоа може да го потврди. Јас имам 35.000 денари плата, за тие 2.000 денари ли сум? Срамота е, наместо пензионерскиот денар да оди кај пензионерите, оди кај оние што имаат повисока пензија. Никој не спори дека треба да се покачи надоместокот, но треба да се запази законската регулатива. Изнесеното велат е потврдено и со вонредна контрола на надзорниот одбор кој на барање на извршниот одбор извршил проверка на постоење на спорните одлуки. Делегатите на Собранието на седницата која што се одржала на крајот на декември одлучиле да се известат надлежните државни органи и управата за јавни приходи и јавното обвинителство. На седницата појаснуваат имало иницијатива и за смена на раководството, кое според нив си ја презело вината и побарало да не се разрешуваат до истекот на мандатот во март. До ден денес не е потпишан записникот и заклучоците од седницата одржана на 29.12.2023 година. Како преседан не само именуваните функционери, преседателот на извршен одбор на ЗП Куманово, подпреседателот на извршен одбор на ЗП и секретарот на ЗП Куманово ги вратија на сметка незаконски земени пари во вкупен износ 60.000 динари, сметајќи дека со тоа ќе ја зимнат одговорноста од себе. Но не знаејќи дека треба да вратат персонален данок и камата за земените средства. За проблемот велат е запознаено Централното раководство на Сдруженијето на пензионери. Актуелното раководство пак смета дека се работи за притисок во пресред на изборите. Председателот Благе Акимовски тврди дека нема злоупотреба. Истакна и дека постои можност и лицата да се потпомогнати од политичка партија. Тврдам најодговорно дека нема никаква злоупотреба со тоа што е донесена таа одлука за наше покачување. Затоа што таа е донесена врз основа на една одлука која што ние не сме ја знаеле. И мислам дека постојат надлежни институции за таа работа. Доколку има вина, нека ја утврдат. Јас пак да повторам, значи одговорно тврдам дека кај нас во Сдруженијето не постои никаква вина. Сметам дека ова е еден страшен притисок од една група на луѓе, пензионери, кои што се членови на собранието и кои што вршат силен притисок, подпомогнати веројатно
и од одредени партиски структури, за да Благе Јакимовски и ова раководство повеќе не раководи со Сдруженијето. Јас повторно ќе кажам, одговорно тврдам дека ние си работиме онака како што треба, согласно на статутот, согласно на законските прописи, при што секогаш укажуваме на одредени права кои што им следуваат на пензионерите, посебно со најновите усогласувања, а ценејќи ги во каква состојба живеат пензионерите, инфлаторна, енергетска и сите овие кризи што се. Веројатно тоа на некого му смета и сака на некој начин Благе Јакимовски и тоа раководство од Сдруженијето да го таму нема, а да дојдат некои други структури. Јакимовски нагласи дека периодов имале состаноци со огрануците на кои дале насоки како да ги завршат изборите. Бараме, значи, тие да бидат најдемократски, сите пензионери да се изјаснат, затоа што секој пензионер, член на огранокот, може да бира, може да предлага друг и нека си изберат оние кои што се најквалитетни, меѓутоа и барам нека ги остават пензионерите сами да си одлучат кој ќе ги води во наредниот период. Без никакви притисоци и без разни овие закани кои што немаат никаков основ. На седницата била донесена и одлука за распишување на избори кои согласно статутот на Сдруженијето треба да завршат во март годинава.